Почитувана председателка на Совет, почитувани колеги советници. Денес ја разгледуваме завршната сметка на општина Битола за 2024 година. Еден од назначаните финансиски документи кој што ја рефлектира целокупната реализација на планираните приходи и расходи во текот на изминатата буџетска година. Сметам дека ова завршна сметка представува една реална слика и веродостоен приказ за фискалната дисциплина, капацитетите за наплата на приходи, како и ефикасноста во трошењето на јавните средства за реализација на проектите кои што се од општ интерес. По однос на финансиската стабилност и буџетска реализација, може да се каже дека во текот на 2024 година вкупните приходи на општината се реализирани со 81,73%, што значи дека речиси сите планирани средства бе ефективно искористени. Даночните приходи достигнаа 548,19 милиони денари, што представува 108% од планираниот износ. Додека даноците на имот беа реализирани со дури 132,2% од предвиденото, односно 209,26 милиони денари. Ова е доказ дека нашата општина има стабилна финансиска политика и дека граѓаните имаат доверба во нашиот систем. Дополнително, инвестиравме во урбанистичко уредување и комуналната инфраструктура. Реализирани се над 227 јавни набавки, а со тоа значително се подобрени локалните патишта и улици, јавното осветлување, како и системите за водоснабдување и канализација. Во текот на изминатата година, општина Битола инвестираше 347,84 милиони денари во капитални проекти. Од нив 323,96 милиони денари беа насочени кон изградба и реконструкција на градежните објекти. Дополнително, реализирани се и програмите со 100% од делот на јавната чистота, управување со отпадни води, како и проектите за улично осветлување. Во сферата на образованието и поддршката на младите, основните и средните училишта добија значителни финансиски средства за унапредување на наставниот процес, како и подобрување на условите во училиштата, односно беа издвоени повеќе од 90% од планираните средства. А со тоа инвестиравме во реновирање на нови училници, нови фасади, покриви на училишта, реновиравме вецина, како и спортските игралишта во училишните дворови. А нели тоа е доказ дека ние водиме грижа и даваме поддршка кон образовниот и наставниот процес. Ако културата и спортот се темелите на здраво и динамично општество, можеме да се пофалиме со фактот што поддржавме бројни културни манифестации и спортски настани, како и реконструкција на спортските објекти. Со програмите културни манифестации и реконструкција на спортски игралишта, општината потврди дека вложувањето во талентите и идните генерации останува еден од нашите приоритети. Во доменот на културата беа реализирани 98,69% од средствата наменети тоа за музејска и кинотечна дејност, додека програмата за културни манифестации беше имплементирана со 93,22%. Во сферата на заштита на животната средина работевме на проекти за енергетска ефикасност, подобрување на урбаното зеленило, така што општината инвестираше во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност со реализација од 86,18%. Ќе напоменам тука и програмата ЕР1 за заштита на животната средина и природа, која што беше реализирана со 79,7%. Не ја заборавивме социјалната заштита и јавните услуги. Програмата за социјални бенефиции беше реализирана со 99,83%, а финансиската помош за загрозени категории граѓани беше распределена праведно, според критериумите утврдени од Советот на општината. Почитувани, има уште многу да се набројува, меѓутоа во интерес на времето нагласив и набројав само мал дел од извештајот, кој што е доказ дека општина Битола работи посветено и транспарентно во интерес на граѓаните. Со реализирани 87,73% од вкупниот буџет и со реализација на програмите од над 88%,
кои предвидуваат општо добро кај граѓаните на општина Битола, покажуваме дека нашите политики се резултат на труд, напори и љубов кон Битола, а не обична импровизација. Ви благодарам.